Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска покрај мене се наоѓа мој стар добар другар Дени. Здраво, живо, добре дојдов во Супер Звезда, како си? Добре, те најдов, супер, одлично за Супер Звезда, супер мора да видиме. Така, денеска ќе им помогнеме на дечињата, ќе им дадеме неколку совети, ќе промовираме еден убав и интересен спорт. Ќе се потрудиме да ги извадиме од дома. Сметаш ли ти дека децата се навистина во овие времења многу пред компјутери, пред таблети, пред мобилни? Па секако, мислам дека како сега што се пред компјутери, пред PlayStation, пред Xbox, никогаш до сега не биле. Затоа основната идеја на сите нас преку спортувањето е да ги извадиме децата од дома надвор. Значи, буквално да ги грабнеме за раце и да ги однесеме на првиот гол, на првиот кош, на било што, само да не бидат дома, него да спортуваат што можат повеќе. Тоа е, почитувани гледачи, само најавата за ова нашето денешно истание. Ова ќе биде убава и интересна емисија. Денеска со Супер Звезда ќе бидеме специјални и ексклузивни гости овдека во Сити Мол, во местото наречено Бол Боулинг, едно од поубавите и поинтересните места каде што може навистина да се спортува и навистина да се развива здравиот дух. Затоа останете со нас, ова ќе биде убава и интересна емисија. Со мојот пријател Дени се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во програма. Денеска со мојот драг добар другар Дени ќе разговараме нешто повеќе околу боулингот. Дени, ти благодарам што ни дозволи денеска да бидеме ваши специјални гости. Во рамките на емисијата Супер Звезда ја малку ќе промовираме разни спортови, така да денеска дојде редот да го промовираме и боулингот. Ќе ни кажеш нешто повеќе што е боулинг. Прво ти благодарам за честа што сакаме да го промовираме нели заеднички боулингот како спорт. И морам да напоменам дека боулингот како спорт постои уште многу одамна и дека е единствениот анаеробен спорт. Што значи тоа анаеробно, да им кажеме значи, на нашите драги гледачи на Супер Звезда? Тоа е спорт кој ги вклучува активно сите мускули за време на играњето. Тоа значи дека од ножните мускули, преку стомачните, преку мускулите на рацете, буквално мускулите од целото тело се вклучени во овој спорт. Така да не мислат сите дека ме боли кичмата, не можам да дигнам топка или ме боли мускулот. Значи, овој спорт е таков спорт кој ги вклучува сите мускули и може да го играат сите деца, сите возрастни. Значи, возраста нема лимит, може да ги вклучиме поготово децата кои се од 7 годишна возраст па нагоре, затоа што тоа е идеалната возраст за едно дете да почне да се занимава со овој спорт. Така, од кога постои боулингот како спорт, Дени? Па официјално уште од 1893 година во Америка, како официјално прв спорт, професионално во Европа доаѓа исто во 40-тите години од минатиот век. Кај нас еве веќе 5-та година активно како Бол Боулинг клуб и ние како спортски клуб веќе учествуваме на 2 светски првенства, значи едно во Лас Вегас и друго во Шангај. И затоа би сакал да ги повикам и сите оние кои имаат барем малци интерес за боулингот и барем малци интерес за спортување, да дојдат, да пробаат, да се зачленат, да играат боулинг. Значи да направиме нешто повеќе, не мора да е тоа на толку професионално ниво, колку што да имаме еден спортско-рекреативен дух развиен во нас, за да можеме да си го држуваме нели телото во здраво тело, во здрав дух. Кажи ми, кој, каде и како може да пристапи кон клубот? Клубот е отворен за сите, како што кажав, значи за деца од 7 годишна возраст до возрастни од 70 години возраст. Така да во било кој време може да дојдат тука кај нас во Скопје Сити Мол на вториот кат, каде што се наоѓа Бол Боулинг клубот, да се распрашаат повеќе. Значи ние имаме активности кои се одвиваат преку текот на целата година, имаме посебни термини за играчите, имаме посебни термини за рекреативците, така да опфатени се сите групи со овој спорт и мислам дека тимбилдинзите се повеќе во компаниите се застапени исто така кај нас, меѓутоа што е многу поинтересно е децата од основните и од средните училишта доаѓаат се повеќе бидејќи во боулингот пронаоѓаат спорт за кој не им требаат посебни реквизити, посебна опрема, посебни временски услови, затоа што боулингот може да го играте и лето, и зима, и пролет, и есен. Значи не сте надвор, сте во внатрешна просторија, нели кога е лето сега моментално климатизирано е внатре, просторот е идеален, кога е надвор ладно, внатре се идеални условите, топло, така да може во било кој дел од денот, од 10 часот наутро па до 10 часот навечер, секој ден
само нека се најават, нека дојдат, нека прашаат во клубот, имаме за секого по нешто. Така, значи има две варијанти, може и рекреативно, чисто без никакво заслюнување, но може и сепак кој сака да биде и да стане дел од вашиот тим. Така, значи рекреативците полека при самите се прилагодуваат и стануваат професионалци. Значи не можеме да кажеме дека имаме професионалци од врвен квалитет, затоа што ние како спортисти сме млади, меѓутоа се стремиме за тоа. Тоа го покажуваат и последните успеси на нашите болери. Но последното балканско првенство освоивме, значи 15 и 16 место како индивидуални, меѓутоа како репрезентација се уште тимски не сме се надпреварувале и сите овие болери се фактички се внесува во спортот и почнаа да ги едуцираат и помладите деца, така да веќе имаме играчи кои што се, да кажам, трето, четврто и пето оделенци кои покажуваат особен интерес и се повеќе се наклонети према болингот како спорт. Како трае еден тренинг, да кажеме? По еден тренинг трае со тоа што на децата прво им даваме соодветно опрема, значи пред се патики. Патиките мора да бидат специјални, ги имаме ние само тука моментално. Тие патики имаат специјална подлога, значи пролизгувачка, да не може да се повредат децата и нормално топките кои се специјални само за болинг. Така да тоа ние го даваме кај нас, бесплатно е, значи за учество и за тренинзи кај нас не треба да се плаќа ништо, може децата слободно да дојдат, да почнат да вежбаат, да научат да го засакаат овој спорт и да видат како спортот сам ќе им врати во нивниот развој. Освен она што се развиваат физички, се развиваат или ментално? Ментално се развиваат бидејќи учат како се игра тимски, како е тоа да играш со противник кој е до тебе, значи се бориш со семафорот, меѓутоа се бориш и со тоа што е до тебе, значи една фер плей, немаме борба каде што се надпреваруваме еден со друг, значи немаме физички контакт, се бориме нормално само со пиновите кои треба да ги срушиме и ментално се развиваат на тој начин што размислуваат подобро и подобро како таа шема на патеката да ја совладат, што подобро, со каков фелш да изиграат и така натаму. Така да овој спорт развива и уште една позиција, значи ментална кај децата и интелигенцијата им се развива уште повеќе со тоа. Така, сакам да кажам дека станува збор за поточно за вашиот боулинг центар, дека е еден од најсовремените и најмодерните, не само на Балканот, туку и во Европа. Се што инсталирано овде, комплетната опрема, се е првокласно. Така е, можам да кажам дека ние како боулинг, како франшиза, добивме награда за најдобар боулинг центар во 2016 година. Значи го има и во самиот весник Нью Йорк журнал за боулинг. Честа ни припадна како бутик боулинг, значи боулинг кој има помалку од 20 ленти, ние имаме 10 стази. Да ни припадне честа нас да бидеме прво рангирани во светот. Значи едно признание кое на вистина е за нас од огромно значење. Со самото тоа што боулинг како франшиза веќе се развива подолго и подолго, е петта година. Обстојуваме тука како еден клуб кој се повеќе и повеќе има влюбеници, како кај возрастните, меѓутоа се повеќе кај децата. Од најрана возраст, како што кажав, веќе од основното училиште, децата настојуваат родендените да си ги прославуваат тука, значи сакаат своите дружби да ги прославуваат. Меѓутоа, неретко се случува и момачки вечери, девојачки вечери, значи секаков тип на забава покрај тоа што е спорт, нели е и рекреација и забава. Значи исполнете ви се деновите со убавени, со дружење, со хумор, претпоставувам, освен тоа што спортувате, има и многу што друго пропратно. Па има пропратно, еве јас ќе ги поздравам пред се, сега сакам да кажам до сега 3 девојки беа побарани за жени, дека на многу уникатни начини, каде прстените беа ставени внатре во топката, поизлегува по лента, ќе се препознаат нели самите кога ќе го гледаат ова. Така да, значи сега еден секаков вид, секаква идеја за рекреација, за дружење и за забава нормално. Секоја чест за уникатните моменти овде кои што им ги приуштувате на оние ваши клиенти овдека и вашите посетители. Јас ти благодарам што си дел од ова наше денешно дружење. Почитувани гледачи, предлагам да направиме една кратка пауза, а со мојот пријател Денис се враќаме во разговор за неколку минути. Бидете тука. Се враќаме во програма, почитувани гледачи, веднаш покрај мене е мојот стар добар пријател Дејан Бошковски. Дени, ти благодарам што си дел од ова наше денешно дружење, што ќе може нашите гледачи да ги информираме нешто повеќе за овој фин, убав, интересен, модерен, но и племенит спорт. Ајде да кажеме боулинг клубот, како што
кажавме во најавата пред некое време, имаше своји значајни настапи во Шангај и во Лас Вегас. Може ли нешто повеќе да кажеме за тоа? Еве, например, што се случуваше таму? Секако дека можеме вака, значи во Лас Вегас ни беше првото учество и таму за прв пат како земја настапивме како болинг клуб од Македонија, каде што зема учество повеќе од 110 надпреварувачи од целиот свет. Во Шангај имаше 104 земји и на двете надпреварувања отидовме во индивидуална конкуренција, каде што нормално резултатот беше во втор план. Во Лас Вегас 2015 година бевме во ноември. На нашето прво учество имавме еден феноменален пречек и како една нова земја учесник на светско првенство во болинг бевме пречекани со сите почести. Нормално како земја, како представник на земја бев премногу горд на нешто што се случува за прв пат тамо. Да си го видиш знамето, името на државата, значи морам да кажам дека бевме представени како Македонија. Бевме тамо со нашиот победник за првата година со Звонко Волчевски. Втората година победник беше Драги Ѓоргиевски. Значи и двајцата победија на индивидуалните првенства кај нас турнири што ги организираме во болингот. И можам да кажам дека имавме значителни успеси како за земја учесник која е тамо за прв пат. Секако сме се уште далеку од оние врни резултати, да кажам, од првите 10 места, меѓутоа како клуб, како држава представничка која оди за прв пат тамо, можам да кажам дека нешто феноменално, нешто идеално, чувството да се представува својата земја надвор е нешто што не е описиво со зборови, поготово во Лас Вегас, поготово во Шангај. Еве сега оваа година ќе биде во Мексико, па да се надеваме дека ќе имаме уште подобри резултати оваа година. Така, сметаш ли дека во иднина болингот во Македонија ќе се развива се повеќе и повеќе? Да, сметам дека ќе се развива и тоа го кажуваат посетителите. Значи, младата популација е се почеста кај нас и мислам дека болингот има светла иднина. Треба уште малце да дадеме една поддршка за овие деца, значи пред се во однос на опремата, значи како што знаете, болингот си бара специфична опрема, но овие топки со кои играме ние се универзални топки, меѓутоа професионалните топки има, како што веќе имаат нашите играчи овде, за секого има посебни дупки во топката и се прави према обемот на прстите, према далечината од палецот со другите прсти, така да секој еден играч има своја индивидуална топка и со нејзе настапува нели на сите надпреварувања. Значи не е само една топка, секој треба да има минимум по 3, по 4 топки, затоа што едната е за првото фрлање, тоа е кога се рушат сите пинови, втората е она топка за чистење што се нарекува, така да попрецизна, така да има овој спорт си има и своји финеси кои мора да ги пратиме и ние и мислам дека се развива во еден добар правец, така да планот ни е да направиме и една јуниорска лига во блиска иднина. Самиот интерес према болингот го покажува тоа и мислам дека многу брзо ќе го успееме да го направиме. Скап ли овој спорт? Еве за тоа малку да поразговараме. Па мислам дека не е скап заради тоа што не бара некои специјални услови, освен кажав опремата, да кажеме еве секој едни патеки да кажеме од една врвна компанија, да има уште 2 или 3 топки, значи со некаде околу 24-5 денари може да се издействува да веќе има услови. Нормално, местото на настанот е секогаш исто, секогаш е лентата за играње, значи не влијаат на дворешни услови, нема дали врнело или веело или сонце ти идело во глава, нема. Значи тоа е индивидуално и затоа велам многу ментално и умствено индивидуално се развива секој со напредокот на овој спорт и со тренирањето на овој спорт исто. Болингот зема се поголем и поголем замав не само кај нас, туку и ни светот. Да кажеме ја вака, во кој све земји е најзастапен? Нормално, број 1 е Америка и ајде ќе кажам Велика Британија, да не кажам сега одделно Англија, Шкотска, Ирска, меѓутоа Америка е врвот, број 1 е во овој спорт. Иако во последно време од европските земји, скандинавските земји, поготово Шведска, ги дава своите прваци, а најдобра тренерска школа имаат фенците. Значи, скандинавските земји веќе го имаат усовршено овој спорт и имаат многу добри тренери,
кои што се распространети на секаде низ светот и можам да кажам дека е многу лесно, значи за тренирање, не морате физички да биде тренерот присутен, него се ова се работи преку одредени работилници кои што се одвиваат, да кажеме, тоа се викаат болинг клиники, кои што се одвиваат во нашето опкружување, значи по недела две, па на YouTube, преку другите канали, значи кој што сака да научи, има стварно од каде да научи. Токму овде позади нас може да видиме како голем број светски звезди, веќе одат и учествуваат на болинг надпревари, се дружат и слично. Македонските звезди исто така се вклучени тука? Македонските звезди се вклучени секако, можам да кажам дека доста од нив доаѓаат тука, да не ги набројувам сега, поготово девојките од понежниот пол се доста вклучени. Почесто сега во последно време, значи почна и момчињава. Од најактуелно во последно време можам и сакам да ги поздравам од срце, да им честитам титулата на Вардар. Значи ракометарите на Вардар се едни од најчестите гости во болинг клубот кај нас. Имате една супер звезда, јас повремено доаѓам овде, си ги носам моите дечиња и интересно е кога имаат можност па да играат со твоите заедно. Доаѓаат ли дечиња исто така често овде заедно со родители? Доаѓаат, еве можам да кажам моите две деца дека се исто, значи доста често гости овдека, бидејќи со своите другари и другарчиња стварно сакаат да играат и гледаат една посебна приказна во овој спорт, заради тоа што не е се исто дали ќе играте фудбал, кошарка, нели болинг и ракомет. Мислам дека децата се повеќе присутни овде и интересот нивни за болингот зема се поголем замав, заради тоа што задоволството кога ќе ја фатите топката и кога ги струшите тие пинови е неописливо кај децата. И за таа цел ние имаме браници или бампери, како што се викаат, за да децата да не се осеќаат дека не можат да погодат ништо. И со тоа ги насочуваме да знаат дека има ефект, значи нивното само играње. Така, во првиот дел од нашиот разговор кажа дека ова е спој на спортување и на забава. Како изгледа еден детски роден ден, да кажеме? Има ли многу смеење, скокање, викање, фотографирање, снимање со мобилни и слично? Да, еден детски роден ден е многу интересен овдека затоа што е едно посебно доживување за децата. Пред се има надпреварувачки карактер. Ние на крајот од секој роден ден прогласуваме победник и даваме награда за победникот. И кај децата тоа развива еден посебен дух, значи не е она само доаѓање, скокање, рипање на роденденот, него почнуваат, ги гледаат инструкциите како треба да isfрлат топката подобро. Во меѓувреме си уживаат со некое парче пица, сокче, некој грицки и така натаму. И сето тоа остава една неизбришива трага во нивната меморија и се сеќаваат на овој роден ден. Можам да кажам, значи имаме деца кои веќе по петти пат се го слават овде роден ден, што значи дека за нив тоа веќе секоја година е се поуспешно и нивните резултати се подобри, тоа самите го кажуваат. Така е, Дени, ем се пие, ем се јаде, ем се игра, ем се спортува. Да сте живи и здрави, јас ти благодарам и за овој дел од нашиот разговор. Имаме уште многу работи за кои што може да разговараме. Затоа, почитувани гледачи, останете овде во разговор со мојот драг добар пријател Дејан, се враќам за неколку минути. А во меѓувреме, бидете тука. Се враќаме во програма почитувани гледачи со мојот драг добар пријател Дени. Дени, малку повеќе да разговараме, сега би сакал во овој последен завршен дел за твојата професија. Ти си еден искусен менаџер, имаше долги години кои што ги помина надвор од нашата држава и тамо се исчеличи по сите можни основи. Твоите знаења и искуства денес ги преминуваш овдека, а и малку да кажеме вака повеќе за тебе. Каде имаше можност да минеш дел од твојот живот? Па пред се морам да му бидам благодарен на Мики Маус за сето ова, затоа што 9 години поминав во школата на Дизни, значи бев тамо на привремена работа, морам да кажам, пошто надвор нели секогаш ние привремена работа. Така да можам да кажам дека се стекнав со едно стварно врвно знаење и Дизни како компанија ми помогна премногу за да го стекнам сето ова искуство кое го преминувам денес кај нас. Значи на изглед ова изгледа многу лесно, меѓутоа не е така, нели да си има 45 до 50 вработени кои се секако дел од сето ова, кои го пратат сето ова. Нормално тимот мора да биде успешен за да можеме ние да имаме успешна приказна. Приказната продолжи да биде со таков успех, мораме да ги запазиме сите сегменти овде. Значи од самото влегување на гостинот мора да се осеќа нели како да е добре дојден, како да се осеќа дека е дома, да знае дека влегува во затоплена просторија, во заладена просторија кога е лето,
да знае дека пијалокот му е послужен и сервиран на најдобар начин, храната дека е послужена и приготвена на најдобар начин и секако одржувањето на самите машини. Одржувањето на машините, значи техничкиот дел не е толку лесен. Имаме секој ден мачкаме со масло, со улје, секакви масти за да може тие машини да функционираат. Пратењето на пиновите, нивното оштетување, топки, така да сето ова повлекува еден собствен дел. Во оне другиот дел што е сегментот со играњето нормално за болникот и тој дел мора да го пратиме. Значи неодамна испративме наши представници во Бугарија, во Софија на еден турнир од опен, од отворен карактер, каде што може да земат учество и нашите играчи нормално од Македонија. Имавме тројца представници овој пат. Претходно имавме на турнирот во Приштина представници. Значи секаде каде што има турнир, каде што можеме да настапуваме, кој нормално не одзема големи финансиски средства, каде што можеме да пратиме, ние испраќаме луѓе, одржуваме турнири. Секако мора да им се заблагодариме на партнерите кои учествуваат и кои ги поддржуваат овие настани секогаш, така да мораме ние и да продолжиме и секогаш ги пратиме овие настани. Сакаме да бидеме нормално во чекор со случувањата, секогаш излегуваат нови топки во болингот, како што излегуваат нови модели од телефони, така излегуваат нови модели од топки. Така да сме во чекор со тоа, ги пратиме нели на интернет со нашите саплаери, добавувачи на од големите компании од Кубик, АМФ, значи пратиме кои топки се во тренд, кои топки се подобри за кој тип на играчи и така натаму, така да ова сето си има еден свој дел. Тука исто морам да го напоменам и делот на резервации. Значи големите банки, кај нас големите IT компании, фармацевтските компании се доста присутни овде, го поминуваат својот дел на тимбилдингот кај нас, нивното дружење, така да мора и на нив да им овозможиме да имаат незаборавни дружења. Значи ќе отворат на Facebook страната на Bowling Skopje, на веб страната може да видат какви се случаи имаме овдека и ќе разбере повеќе публиката за што конкретно станува збор. Така, значи еден ден овдека вам ви поминува многу забавно, може да се каже. Па да, ние сме отворени од 10 наутро до 12 навечер, значи на полноќ секој ден. Така да имаме еден дел каде што е нон-стоп, значи од 10 до 12 каде што сме зафатени. Телефонската линија е отворена. Заради таа едиција сега отворивме уште еден нов дел со видеоигри, каде им даваме на оние уште помали деца да се интересираат, да се занимаваат покрај болингот, значи додат да фрлат и на кош директно, да играат хокеј, значи се во духот на забавата и рекреацијата во еден склоп. Ајде да кажеме нешто повеќе за овие интерактивни видеоигри, од кога се тука? Па овие видеоигри се од пред почетокот на новата година, значи со испраќањето на старата година, да кажам во декември 2016 донесовме еден нов дел на видеоигри од сега компанијата, значи светски позната за видеоигри. И тука имаме видеоигри кои се, значи првиот ваков тип кај нас, целосно тоа е Bo Arcade Zone, значи зоната за видеоигри е со сега. Има 3 коша, моментално нели имаме и надпревар во тројки таму кој ќе победи. Имаме хокеј, возиме мотори, возиме коли. Тие интерактивни игри не се од оној тип на видеоигри како што ги имаме дома нели на Xbox и на PlayStation, него се игри во кои децата играат еден против друг, се надпреваруваат со бројки, значи малце повеќе им даваме и до нив да сепак и да имаат и физичка активност и на тој дел. Така да оној дел кај што нема да се задоволат со болингот и со билјардот, го пренесуваме малце и тамо и не ретко, значи можам да кажам дека многу често и возрастните ги гледаме тамо. Така, значи апсолутно не застанувате, изненадувате, правите и внесувате нови нешта. Што би било нешто следно? Па, мислам дека сум го најавил и порано, меѓутоа од објективни причини не можевме да го оствариме. Наредно ќе ни биде отварање на караоке собата. Значи, караоке бокс румот ќе го отвориме наредно, тоа ни е еден проект да кажеме за нареднава година, кој мора да се случи, нели нешто повеќе од забавата да биде за оние деца, да кажам, млади кои се на тинејџерска возраст од 15 до 18-19 години
и секако и за повозрастните да може да си имаат еден свој посебен дел каде што ќе пеат само во одбрано друштво, не пред сите. Така, па ќе ги видиме сите пеачи и пеачки овдека собрани после кај вас. Јас Дени доаѓа моментот кога треба да го привршиме нашиот разговор, и уште еднаш да се навратиме на боулингот, на сите оние дечиња и родители кои што не гледаат, што би им порачале за крајеве, зошто е добро децата да се вклучат во еден ваков спорт? Па децата, мислам дека најдобро е да се бават со било каков спорт пред се. Значи не мора тоа да биде стрикно боулингот. Би им дал еден совет, значи извадите ги децата од пред компјутер, извадите ги децата од пред таблети, PlayStation и Xbox. Имавме ние порано едно мото тука, оставете ги вашите интерактивни работи кои што може да ги служите телефони, лаптопи, ајпади на страна. Пуштете ги децата да спортуваат. Јас можам да кажам дека јас го направив тоа со своите деца. Керката веќе 4 години игра одбојка, синот ми е 3-та година веќе на кошарка и еве како некој кој се занимава со боулинг, не сум ги донел на боулинг да се занимаваат професионално, бидејќи сум оставил сами да си го одберат спортот со кој што ќе се занимаваат, макар и да не продолжат професионално со тоа, би сакал да се занимаваат рекреативно до оној момент додека стварно обврските им дозволуваат да го направат тоа и барем еден час во денот да поминат надвор од сопствениот дом, на улица, во сала, било каде, да бидат физички активни за да може да се развиваат правилно. Јас ти благодарам за овој прекрасен совет и благодарам и за твоето учество во денешното издание на емисијата Супер Звезда. Ти посакувам се најубаво и се надевам дека ќе се видиме повторно. Ќе се видиме повторно и на Супер Звезда и посакувам уште многу години. Ти благодарам, Дени, да си жив и здрав. Почитувани гледачи, сега е моментот кога заеднички треба да одјавиме оваа наша денешна емисија. Ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење. Се гледаме повторно за 7 дена од сега, а до тогаш бидете живи, здрави, слушајте ги мама и тато и дојдете во Боу Боулинг. Чао, пријатно и до гледање. Чао!